Следните 30 дена ќе се води јавна дебата по предлог измените во Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. Измените опфаќаат превентивни мерки со кои ќе се подигне свеста за овој прекршок, а правата за заштита од семејно насилство ќе се сметаат за дел од основните човекови права. Женскиот форум од Тетово како дел од својата работа им нуди на жртвите место каде можат да го пријават семејното насилство и понатамошна бесплатна правна помош. Тие ќе се вклучат во јавната дебата со своји предлози кои ќе треба да придонесат жртвите да се чувствуваат безбедно. Со тек на годините се зголемува бројката, но тоа не значи дека имаме повеќе семејно насилство. Тоа е знак дека семејното насилство веќе е препознативо и жртвите нели знаат дека треба да го пријават. Значи порано не го пријавувале, сега го пријавуваат, а постоело и мислам дека ќе постои, не можеме да го откорениме ние така одеднаш. Ние, како невладин сектор, имаме право да учествуваме затоа што сме организација која дава бесплатна правна помош на жртвите и имаме право нели да дадеме наши согледувања или информации во зависност од тоа што се дискутира, нели. Ќе се оформи ново координативно тело, кое што ќе трае во период од 5 години и во тоа координативно тело ќе учествуваат институциите кои што се релевантни и кои се значи занимаваат со проблематиката на семејно насилство, како што е Министерството за труд и социјална политика во прв ред, потоа за Министерството за полицијата, мислам, за внатрешни работи, потоа за труд и социјална политика, кажав, туку Центарот за социјални работи, кој што е многу битен и важен, затоа што во прв ред идат жртвите таму, или во полиција се пријавуваат, или во Центарот, а потоа за понатамошно, во зависност што им е потребно, ги носат и кај нас, како Центар што им даваме нели бесплатна правна помош. Најголем проблем при пријавување на семејно насилство е тоа што жртвите повторно треба да се вратат дома кај насилникот. Поради недостигот финансиски средства, Безбедна куќа во Македонија има само една која функционира на многу ниско ниво. Новиот закон опфаќа решавање на случајот во рок од една недела, а насилникот ќе биде приморен да ја напушти куќата. Ние сме барале, всушност се знае со години уназад, бараме таков центар за да покрие, да речеме, Тетово, Гостивар, Дебар, Струга, тој регион кој што не е покриен, но треба и бизнис секторот, и општината, и други релевантни, мислам, и Министерството за труд и социјална политика, значи за да ги издружат средствата за да се отвори таков центар. А и како е потребен еден таков центар, затоа што мислам дека веќе е крајно време да се отвори еден згрижен центар за жртвите од семејно насилство. Многу пати жртвата доаѓа кај нас, ќе иде пред судскиот процес, нели, ќе се развие и она пак се враќа кај насилникот. Значи, а со новиот закон, предлог закон е предвидено, многу се предвидени строги казни, така што ако судот одреди жртвата да ја напушти куќата, нели, семејната куќа, тој треба во период од 2 часа да ја напушти куќата кај што е жртвата, така што во одреден период од 6 месеци, па после нели ќе има судски процес, понатаму многу е лошо што ние не знаеме понатаму како да ја помогнеме на жртвата. Жртвите остануваат незгрижени. Женскиот форум од Тетово ќе настојува да обезбеди отворање на шелтер центар во регионов. Предлог измените во законот предвидуваат поригорозни казни за насилниците. Превентивните мерки опфаќаат јавни дебати, предавања и кампањи преку кои граѓаните ќе научат повеќе за своите права и потребата од пријавување на семејното насилство.